Доктор Иван Влашки, првиот старски дом во регионот, ги изневери очекувањата на старите од Истоков. И овој дом ќе биде тешко достапен за нив, бидејќи месечно цената на сместување чини 25.000 денари. Ако се земат предвид пензиите на старите на Истоков, тешко дека некој од нив ќе може да се смести во домот. Нема шанси. И тие што се со средна пензија исто така не може да го издржат тоа. Многу се пари. Тие пари секој не може да ги платите. Не може. Многу тешко. Ние сме смалени такова пензии. Дека ние од тие што имаме малените пензии што беа по 4 саса, по 6, по 7, дека може да плати? Не може да плати. Цената за сместување во Беровскиот старски дом, кој е инаку јавна општинска установа, е иста како и во најскапите приватни старски домови во државава, а таа се коси и со уверувањата на министерот Спасов, кој очекуваше овде да се сместат лица со пониски примања. Верувам дека приоритет ќе имаат оние кои што имаат пониски примања и кои што се во потешка здравствена состојба. Зошто Берово побарува толку пари од старите? Општинската јавна институција не може да ги покрие и ова 25.000 е пак цена која што е пресметана на работ на границата на одржливост, но сепак институцијата мора да работи и да не создава загуба. Сепак од општина Берово потенцира дека цената на сместување ќе се намали со пуштање во употреба на новото крило, каде треба да се сместат уште 15 стари лица. Се надеваме дека во текот на следната година, која ќе настани ребаланс, ќе влеземе во списокот на институции, ќе може да понудиме пониска цена, со тоа што пак и еве вториот блок се гради, така да со 30 лица и можноста за блок дотации ќе успееме она што сакаме сите, тоа е поевтино сместување. Инаку огласот за прием на првите 15 станари Берово го објави деновиве, а според него станарите овде освен да платат 25.000, треба да се постари од 65 години и да се во добра психофизичка состојба.